Културна зона. Културна зона. Културна зона на Укло ФМ Битола. Почитувани слушатели и драги пријатели, добре ни дојдовте во емисијата Културна зона на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Денеска тука имаме гостинка, ќе разговараме телефонски, а која е таа и кој е поводот за незиното гостување, ќе слушнете по музичката пауза. Останете заедно со нас на 90,8 МГц. Во денешното издание на емисијата Културна зона на Универзитетското радио Укло ФМ Битола имаме и гостинка. Заедно со нас и со вас професор доктор Даниела Антоновска-Трајковска, професорка на Педагошкиот факултет во Битола, единица на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Професорке, добар ден, добре дојдовте во програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола. Добар ден, секогаш ми е задоволството да разговарам со вас. Поводот за гостувањето во денешното издание на емисијата Културна зона е промоцијата на вашата книга Деконструкција на празнината, книга со раскази,
Практично се работи за книга за чија промоција ние веќе имавме информирано. Тоа беше првата промоција на оваа книга со раскази, но еве сега во рамките на Битфест 2023 се случи битолска промоција на вашата книга. Така е. Првата промоција ја направивте вие на Укло радио, беше некаде мај-јуни месец, веднаш по излегувањето на книгата. Втора промоција книгата имаше во Скопје во организација на Центар за култура и културолошки студии Скопје, кој што се јавува во улога на издавач, а промоцијата се одржа во културно-информативниот центар во Скопје. Промотори тогаш не беа професор доктор Мишел Павловски и професор доктор Лорета Георгиевска и двајцата универзитетски професори вработени на Институтот за македонска литература. Како што најавивте, ова година се случи промоција на деконструкција на празнината во културниот и информативен центар Битола, односно Офицерски дом Битола, во рамките на Битфест, со поддршка на општина Битола и промотори не беа професор доктор Мишел Павловски и овој пат поетот Борче Панов, кој што е долгогодишен председател на Советот на Караманови средби и работите по Советот за образование и култура во општина Радовиш. Модераторка на настанот беше мојата колешка, професор доктор Билјана Граматковски, која што одлично водеше настанот, а за музичкиот дел беше одговорна професорката Боријана Стојановска, која што изведе композиции од Чајковски и од Јоханес Брамс. Рековме битолска промоција на книгата со раскази, деконструкција на празнината. За неа веќе информиравме, меѓутоа секогаш е добро да се каже повторно збор 2 за истата, за книгата, нели? Да ги запознаеме слушателите, оние кои што немале можност да ја прочитаат досега, за каква книга станува збор. Книгата веламе збирка со кратки раскази, меѓутоа во суштина сите раскази, ако ги гледате од една поинаква дистанца, сите раскази се поврзани еден со друг, значи прават една конструкција. Составена е од 7 дела, ќе ги прочитам насловите на тие 7 дела: деконструкција на танатосот, деконструкција на празнината, деконструкција на диалогот, деконструкција на домот, деконструкција на живиот текст, деконструкција на поезијата и деконструкција на поезисот. Во секој од овие делови поместени се неколку раскази, вкупно 59 раскази во оваа книга. Значи, секој расказ, секој дел функционира како посебна целина, меѓутоа сите се поврзани едни со други, бидејќи се обидуваат да одговорат на прашањето што е животот, од што се состои тој. Значи, затоа и насловот на книгата е таков деконструкција, кој што не значи деструкција, затоа што често пати кога луѓето го слушнат овој наслов, мислат дека се работи за нешто што означува уништување, деструкција, руина и така натаму. Значи не се работи воопшто за тоа. Деконструкција е поим или термин од теоријата на литературата, по-конкретно од теоретичарот Жак Дерида, кој што припаѓа на групата постструктуралисти, и неговата теорија вели дека нештата не треба да секогаш да гледаме на нештото директно во очи, туку секогаш треба да го бареме она што е премолчено, она што е некажано, она што е на маргините, тоа што е испуштено, заради тоа што таму лежи вистината. И тој во суштина ја става под знак прашалник, таа врска помеѓу знакот и означеното, односно теоријата на Фердинанд де Сотир, и вели дека помеѓу знакот и означеното има огромна празнина, која што секој од нас ја пополнува, значи како читатели сега, секој од нас ја пополнува во зависност од своите карактеристики на личноста, значи историските карактеристики, културата или субкултурата на која што припаѓа, возраста, полот, нивото во кој што го зема делото, нели, да го чита и така натаму. Значи, деконструкцијата е начин да се пронајде скриено значење, значи она што авторот сака да го каже, меѓутоа го кодира и во скриена форма го представува. Преку овие мои, еве да речам, раскази, сум се обидела да одговорам на прашањето што значи еросот, односно љубовта, танатосот или уништувањето, и она што го нарекувам поезија или поезисот, како творечки чин, уметноста во нашите животи, како тие се поврзуваат и се испреплетуваат едни со други. Во овие раскази имам ликови кои што не се типични,
Значи, поголем дел од ликовите немаат своји имиња, заради тоа што не сакам читателот да се поврзува со конкретни хронотопи, туку да се поврзува со приказната кој што тие ликови сами ја раскажуваат. Дел од овие раскази се како епистоларни дневнички записи, односно експериментирам во стилот на раскажување и нараторот од еден расказ до друг расказ се менува. Значи, нараторот не сум јас, туку нараторот е лик во делото. Добро, со оглед на тоа што се работи за раскази, нели нема да ги прераскажуваме, ќе оставиме читателите да ја прочитаат книгата и потоа да го дадат своето мислење, но читателите ве препознаваат можеби најповеќе како поет. Еве сега имаат можност да ве видат и да ве прочитаат во една друга литературна форма. Ова е моја втора прозна книга. Работам сега на трета прозна книга, која што ќе биде роман, еве сега ја завршувам, ова е ексклузивно вест за УКЛО. Ќе излезе, ќе биде нели во печат од издавачката куќа Милјана Скопје, можеби за месец или два. Со нетрпение ќе очекуваме, па можеби повторно прва радио промоција да биде тоа на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола. Да, со задоволство. Нема да откриваме за што се работи во романот, ќе оставиме тоа за подоцна, нели? Јас сега ќе ве замолам да останете уште малку заедно со нас, и вие, но и нашите слушатели на 90,8, затоа што сакам со вас да проговорам на уште една тема. Почитувани бидете на 90,8, како што кажав, и да го проследите и другиот дел од разговорот.
Дојдеве повторно во програмата на Универзитетското радио УКЛФМ Битола. Ве подсетувам дека заедно со нас е професор доктор Даниела Андоновска-Трајковска, професорка на Педагошкиот факултет во Битола. Разговорот го реализираме телефонски, тоа морам да го нагласам. Професорке, јас би сакала сега да ги подсетиме нашите слушатели на уште една убава работа која што вие ни ја соопштивте пред известно време. Имено на Светскиот поетски фестивал во Крајова, Романија, вие ја добивте престижната награда за поезија Михаил Еминеску за 2023 година. Честитки за наградата, која што сигурно многу ви значи. И благодарам. Значи се работи за награда која што доделува Меѓународната академија Михаил Еминеску од Крајова. Академијата ја води професор доктор Јон Деаконеско, кој што сега професор во пензија, меѓутоа претходно бил ректор на универзитетот. Меѓутоа и Европската академија на науките, уметностите и хуманистичките науки. Ето добив наградата во рамките на фестивалот кој што се одржуваше во периодот од 16 до 21 јуни. На фестивалот учествуваа многу значени поети, 30 назначени поети, меѓу кои универзитетски професори, академици, директори на фестивали од САД, Шпанија, Чиле, Мексико, Аргентина, Белгија, Сенегал, Конго, Србија, Бугарија, Грција, Црна Гора, Романија, Косово, Италија, Индија, Северна Македонија и Бразил. Поезијата беше читана на мајчин јазик, меѓутоа беше обезбеден и на англиски, меѓутоа беше обезбеден и превод на романски јазик. Имаше многу богата програма, наставите се одржуваа на различни локации, Музејот на уметноста Стефан Маријучо во Калафас, Музејот на уметноста во Крајова, Манастирот Джитијано, Универзитетот за медицински науки и фармација, резиденцијата на округот Дош и така натаму. Значи на многу места се одржуваа настаните. Оно што беше значајно за мене е тоа што освен што ја добив наградата за поезија, беше организиран посебен настан во повеќеетичната гимназија Волтер, кој што беше посветен на нас поетите, кој што бевме нели гости на фестивалот. И во рамките на тоа гостување организирале некакви проектни активности со учениците и дел од тие проектни активности беше превод, односно препев на моја поезија од романски на шпански јазик. И тоа беше навистина посебно доживување за мене, бидејќи по читањето на мојата поезија на англиски, романски и шпански беше организиран книжевен разговор со мене како поетеса. Професорке, јас мислам дека ќе кажете за уште една награда што ја добивте. И тоа, јас ќе го кажам тоа. Добивте златен медал за заслуги во областа на културата во национални и меѓународни рамки, а бевте прогласена и за амбасадор на културата. Точно така, тоа беше и во рамките на фестивалот. Бев прогласена за амбасадор на културата заради моите активности во областа на културата, како уредник на книжевни списанија, како коорганизатор на книжевни фестивали, како преведувач на книжевни дела. Исто така тоа е награда која што многу ми значи. И сега уште нешто што не знам колку познаете тоа. Значи интересна беше коинциденцијата почетокот на фестивалот да се поклопи со денот на излегувањето на мојата поетска книга на романски јазик со наслов Човечињата од хартија и Бог. Значи тие настани беа независни едни од други, меѓутоа се случи коинциденција во ист ден да излезе и книгата од печат и да е почетокот на фестивалот. И тоа такво изненадување ме приведе, само што стигнав на фестивалот, на рецепцијата во хотелот ме чекаше книгата практично. Тоа беше наистина големо изненадување за мене. Во рамките на фестивалот беше промовирана и оваа книга. Професор доктор Јон Деаконеско беше промотор на оваа книга и професорката Ирина Лупу. А подоцна книгата беше промовирана и на меѓународниот саем на книгата Alma Mater Librorum во организација на Универзитетот Стефан Дел Маре во Сучава на 24 јуни 2023 година, а за книгата зборуваа професор доктор Елена Брандуша Стејчиус, професор на универзитетот и член на Друштвото за наука на Романија. Таа исто така рецензентка на книгата, изворена литературна критичарка. За книгата зборуваше и директорот на издавачката куќа Икон Валентин Ајдер и проректорот на универзитетот, реномираниот книжевен критичар професор доктор Никчеа А. Коно. Морам да кажам дека поезијата ја преведе познатиот поет, преведувач и ликовен уметник
Константин Северин ќе направи извонредни преводи, а корицата на книгата е со мотив од современиот полски уметник Витолд Закржевски. Писарачката, како ќе кажав, е Иконос Богуреш. Убави работи ви се случува во изминатиот период. Предпоставувам дека нема човек што се занимава со пишување да добие вакви награди, а да не биде горд на нив, а секако горди сме и ние со оглед на тоа што сте вие дел од Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Практично вие сте амбасадор на културата, меѓутоа и амбасадор на Универзитетот Свети Климент Охридски. Можем така да речем. Ви благодарам. Секој признание, секој подетен ми значи, меѓутоа во исто време ми представува и обврска. Бидејќи, ако мене ми е поделена награда за поезија, јас чувствувам дека сум одговорна кон тие кои што ми ја доделиле таа награда. Значи, јас не смеам да ги изберам ниту читателите, ниту оние кои што подржуваат моето творештво. Да, рековте дека во моментот работите на романот, најнов, завршни подготовки, во завршна фаза, веќе наскоро рековте дека ќе излезе од печат. Значи ли тоа дека до крајот на летото ќе одмарате малку или ќе се зафатите, или веќе сте зафатени со пишување на нешто друго? Нема да одморам. Значи, работам на подготовка на списанието за култура, литература, филм и издаваштво современи диалози, кој што е во издание на Македонското научно друштво, и тоа треба да изгледа до крајот на летото. Треба да извадиме 2 броја во 2023 година, така што нема да одморам. Ќе најдете време и за тоа сепак. И за тоа, тек. Професорке, јас ви благодарам што одвоивте време и што бевте денеска заедно со нас, со слушателите на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола. Ќе ви посакам добро здравје, секако и со вакви успеси да не радувате и понатаму. Ви благодарам. Го завршуваме денешното издание на емисијата Културна зона на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола. Емисијата тонски ја реализира Љупчо Цветковски, а ја уреди и водеше главниот и одговорен уредник на УКЛО ФМ Битола, магистер Сонја Тантарова Груеска. Бидете и понатаму со нас на 90,8 МГц.
Укло ФМ, Битола, јули 2023 година. 24 часа секој ден на 90,8 Укло ФМ, Битола.